Добро вечер и Божи благослов до сите слушатели кои што се разбира оваа вечер ќе ја слушаат емисијата Глас на вистината. Му благодарам на Господа затоа што Господ на вистина по неговата милост и благодат ни овозможи и оваа вечер да можеме се разбира да бидеме заедно во присуството Божјо и во благословот кој што Господ се разбира за овие 20 минути ќе ни го овозможи преку Светиот Дух. Ако добро се сеќавате, минатата емисија зборувавме за верата на Аврам, за вера која што ќе се погрижи за сите наши потреби и грижи. Видовме дека Аврам е човек кој што целосно му верувал на Господа и затоа Аврам е наречен татко на верата. Исто така видовме дека преку верата можеме едноставно да живееме еден богоугоден живот, живот онаков како што е по волјата Божја. И дека преку верата во Синот Божи, всушност во Исус Христос, Библијата ни открива само на таков начин, преку вера во живиот во Синот Божи, можеме ние целосно да се приближиме до Бог, а и Бог се разбира преку верата во Синот Божи да се приближи до нас. И не само тоа, видовме дека преку верата Аврам беше благословен, затоа што Библијата ни открива дека тој тргна без да знае каде оди. Исто така видовме од каде потекнува или кое е потеклото на Аврам. И видовме дека Аврам потекнува од Сим, всушност тоа е синот на Ное. Тоа го видовме во првата книга на Мојсе, 11 глава. Потоа видовме во 12 глава, всушност го видовме повикот Божи кон Аврам. Бог го повикува Аврам да излезе од домот на неговиот татко. Всушност видовме дека за еден ваков чекор потребна е целосна доверба во Бог и затоа Аврам е наречен татко на верата. Четвртиот стих, тоа е клучниот збор. Тука се среќаваме со еден многу важен збор, еден многу важен чекор кој се вика тргна. Авраам тргна со вера, верувајќи му на Бог, дека Бог ќе се погрижи за него и за сите оние кои што беа околу него. Библијата ни зборува дека Авраам го послуша зборот Божи и тргна без да знае каде оди и што понатаму се разбира со што ќе се соочи или што ќе го очекува. Видовме во Евреите 11 глава 8 стих и видовме како Бог едноставно го охрабрува Аврам и како понатаму Бог контактира, разговара со Аврам како пријател. И не само што Аврам е наречен во Библијата татко на верата, туку Библијата ни открива дека Аврам е наречен уште пријател Божи. Ние ќе дојдиме до тој момент кога Бог во себе си зборува и вели: зар можам да скријам од мојот пријател Аврам, за да не му откријам што сум намислил и што ќе правам со овие два градишта, се разбира Содом и Гомор. И ќе прочитаме повторно во 12 глава, значи првата книга на Мојсе, Создавање или Берешит, ќе читаме од првиот па се до 4 стих. Еве што вели Библијата. И му рече Господ на Аврам: излези од својата земја и од родот свој и од домот на татка си, па појди во земјата што ќе ти ја покажам јас, а од тебе ќе направам голем народ и ќе те благословам и името твое ќе го прославам и ти ќе бидеш благословен. Ќе ги благословам оние што тебе ќе те благословуваат и ќе ги преколнам оние кои тебе ќе те преколнуваат и преку тебе ќе бидат благословени сите народи на земјата. Тогашка тргна Аврам како што му кажа Господ, а со него појде и Лот. Аврам имаше 75 години кога излезе од Ханан. Значи, четвртиот стих, како што реков, е клучен стих. Аврам тргна
со вера во Господа. Всушност, Аврам тргна со една целосна, сигурносна вера во Господа, па макар што и тој самиот не знаеше каде ќе оди. Библијата ни открива дека Аврам беше послушен кон својата вера во Бог. Во 17 глава, првиот стих се вели: чекори по мојот пат и биди непорочен. Аврам или Аврамовата вера беше цврста, Библијата ни открива, како сидро или како котва. Што значи ова? Дека Аврам воопшто не се сомневаше во Божите зборови и во Божјата објава и во својата вера во Господа. Бог сака целосно и сигурно да му веруваме и да чекориме со една целосна, комплетна доверба во Него. И не само тоа, туку Бог сака да се потвриме само во Него и да веруваме дека Тој ќе се погрижи за сите наши потреби и грижи. Еве што ни е запишено во Петровото послание. Значи, ќе отвориме во првото Петрово послание, значи прво Петрово послание, ќе читаме всушност второто Петрово послание, ќе читаме 5 глава, 7 стих. Освари прво Петрово послание, 5 глава, 7 стих. Еве што ни е таму запишено. Сите ваши загрижености префрлете ги врз Него и Тој ќе се грижи за вас. Значи, првото послание на апостол Петар, 3 глава, 7 стих. Библијата ни зборува многу јасно и гласно. Дајте ги или подајте ги сите ваши проблеми и грижи и Тој ќе се погрижи за вас. Меѓутоа, ова треба да го направиме со една целосна и комплетна доверба во Господа. Всушност, реков, Библијата сака Бог целосно, со целосна доверба, да се потприме на Него, верувајќи дека Бог ќе се погрижи за сите наши потреби и грижи. Затоа, Библијата вели дека Аврам тргна, меѓутоа Аврам тргна со една целосна, комплетна вера. Аврам имаше цврста вера во Господа, цврсто му веруваше и неговата вера беше цврста како сидро или како котва. Кога зборуваме за Аврамовата вера, Аврам воопшто не се сомневаше. Не изгледаше како морски талас кој се луѓа лево или десно, или бран кој се издига и паѓа. Туку неговата вера беше, Библијата открива, цврста како сидро и како котва. И затоа Библијата вели дека Бог се погрижи за сите негови потреби и грижи, затоа што Аврам се потпра, се разбира, на самиот Господ Бог. И податаму Библијата ни открива дека тој се мисли на Бог, му се открива на Аврам како Ел Шадај. Бог, семојкен Бог. Ел Шадај значи семојкен Бог. Еве тоа го има во првата книга на Мојсе, 70 глава, 1 стих. Аврам имаше 99 години кога му се јави Господ и му рече: јас сум Ел Шадај, Бог семојкен, чекори по мојот пат и биди непорочен. Во книгата Откровение, ќе отвориме во книгата Откровение, првата глава, значи книга Откровение, тоа е всушност последната книга од Новиот Завет или последната книга од Библијата, тоа е 66-та книга би дошло, ќе го читаме 8 стих, значи книга Откровение, првата глава, 8 стих. И еве како Господ се представува. Вели, јас сум Алфа и Омега, почеток и крај. Вели Господ, кој беше и кој иде, семојкниот, или Ел Шадај, оној кој е содржител или семојкен. Во оваа книга Бог ни се открива како Ел Шадај
и дека тој е алфа и омега и дека тој од секогаш постоел и ќе постои. Всушност, Бог сака да ни се открие дека тој е вечен и дека живее во бесконечноста. Ел Шадај, што значи дека тој нема ништо што за него не е невозможно. Тој е семоќен. Бог е неограничено суштество и тој се мисли на Бог е надвор од времето или просторот. Ако отвориме во второто Петрово послание, значи второ Петрово послание, еве што ни е запишано во 3 глава, 8 стих. Но внимавајте, возлюбени, да не го изумите само тоа, дека за Господ еден ден е како 1000 години, а 1000 години се како еден ден. Затоа реков дека Бог е надвор од времето и просторот. Ќе отвориме повторно во Псалом 94. Еве што ни зборува Словото Господово. Зошто пред твоите очи 1000 години се како вчерашен ден, што поминал, и како една стража преку ноќ. Библијата ни открива и сака со овие стихови да ни каже дека Бог е надвор од времето и од просторот. Тој е вечен и живее во бесконечноста и во светлина која е недостапна за нас. Како што реков, Библијата ни открива дека Аврам тргна со вера, и тоа со вера во Бога, излегувајќи од домот на неговиот татко. 4 стих ни укажува дека Аврам направил чекор во вера. И не само што Бог сакаше Аврам да го благослови, туку Библијата ни открива дека Бог сакаше и да го заштити и да направи, се разбира, со него еден нов договор или нов сојуз. Верата во Бога ни нуди заштита и сигурност. Кога сме во Божи раци, само тогаш сме заштитени. Бог го пази нашиот живот. Значи, кога му веруваме на Бога, кога целосно и комплетно ја подпираме и ја оставаме нашата вера и нашиот живот во Божи раци, само тогаш можеме да бидеме заштитени и сигурни. Денеска луѓето мислат дека и прават многу нешта за да бидат заштитени. Дури постојат компании кои нудат заштитеност. Но сепак, само кога сме во Божи раци, ние сме заштитени и тогаш кога сме најсигурни. Затоа е многу важно со вера да го допуштиме или да го ставиме нашиот живот. Верата, како што реков, нуди заштита и сигурност. Само тогаш кога сме во Божи раци, ние сме сигурни и тогаш нашиот живот е сигурен од секој напад, од секое зло кое доаѓа во нашиот живот и во нашите семејства. Бог му се објавува на Аврам како негова сигурност и закрила. Еве да отвориме во 15 глава од првата книга на Мојсе, првиот стих. Еве што ни вели таму Словото Господово. По овие настани беше упатено Словото Господово кон Аврам во видение. Не плаши се, Авраме, јас сум ти закрила и награда твоја или наградата твоја ќе биде многу голема. Верата во Господа не само што нуди благослов, туку видовме дека таа нуди и награда. Затоа во минатите емисии зборувавме дека верата во Бога си има свој и квалификации. И таа нуди многу нешта. Прво, преку вера стануваме деца Божи. Како што реков, преку верата во живиот Бог ние стануваме деца Божи. Второ, преку верата и благодата
ние сме спасени. Апостолот Павле до Ефесяните зборува дека ние сме спасени точно преку благодата и верата во живиот Господ Бог. И дека спасението всушност не е зависно од нашите дела, туку спасението е зависно од верата и благодата Божја. Преку вера имаме живот вечен. Исус многу често пати им зборуваше на народот: секој кој верува во него ќе има живот вечен. Всушност поминал од смрт кон живот. И тоа беше Божјата намера. Она што Адам во почетокот го изгуби, всушност ги изгуби многу драгоценни прилики. Една од тие драгоценни прилики што ги изгуби беше токму животот вечен. Кога Адам наполни 930 години, Библијата ни открива дека Аврам умре. Затоа Бог сака преку Синот Божи, преку верата, да ни овозможи како награда или да не врати во таа првобитна состојба, да имаме, се разбира, живот вечен. Значи верата исто така ни нуди живот вечен, но меѓутоа преку Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител. Четврто, преку вера имаме можност да станеме наследници, се разбира, на Царството Божјо. Значи, преку верата Господ ни овозможува, ни дава отворена врата. Ни дава една таква посебна привилегија, не само да бидеме деца Божи, туку да бидеме наследници на неговото Царство Божјо. Преку верата добиваме благослов и дарови. И не само тоа, туку добиваме и наследство. Еве ќе отвориме во првата книга на Мојсе, 15-та глава, ќе прочитаме од првиот па се до 6 стих. По оние настани беше упатено словото Господово кон Аврам во видение: не плаши се, Авраме, јас сум ти закрила и наградата твоја ќе биде многу голема. А Аврам му рече: Господи, зошто ми се твоите дарови, кога сум без плод, а наследник во мојата куќа е Елиезер од Дамаск? Па му рече Аврам: бидејќи ти ми даде потомство, ете, затоа еден од слугите во куќата моја ќе бидат или ќе биде мој наследник. Но Господ пак преговори и му рече: нема тој да биде наследник, туку оној кој ќе произлезе од тебе, тој ќе биде наследник. Па го изведе надвор и му рече: погледи на небото, изброј ги звездите, ако можеш да ги изброиш. И му рече: толкаво ќе биде потомството твое. И му поверува Аврам на Господа, и тоа му се засмета или му се прими, Библијата вели, како праведност или како оправдание. Значи, Бог зборува со Аврам лице в лице и му кажува дека нема неговиот слуга да биде наследник, туку Бог ќе го благослови со наследник. А тоа е, ќе произлезе оној од бедрата на Аврам и од Сара, Исак, неговиот син, за кој што понатаму ќе разгледаме во наредните се разбира емисии. Значи, да повториме уште еднаш, и тука сакам некаде од прилика да завршиме ова емисијата се разбира Глас на вистината, која што се емитува секој понеделник во 20 часот. Прво, преку вера стануваме деца Божи. Второ, преку благодат сме спасени, тоа е преку верата во Господа. Преку верата имаме живот вечен. Преку верата во Бога ни се дава можност да станеме наследници, се разбира, на Царството Божјо. И преку верата добиваме благослов, дарови и се разбира наследство. Како што реков, да бидеме деца Божи. Затоа ви посакувам пријатна и благословена вечер. Господ нека биде со вас. Нека Господ ја засврсти вашата вера, затоа што реков, живееме во последните времиња, кога се случува околу нас
и кај нас. Затоа Господ нека не биде милостив, нека Божјата милостива рака биде над секого оваа вечер во неговиот живот и во неговото семејство. Бидете благословени и не гледајте кој што како е, туку укрепувајте се, зацврстете се во верата и гледајте само на Господа и држете се кон Него. Пријатна вечер, Господ со вас и Господ ова вечер се разбира нека ви благослови. Амин. Добро вечер и Божи благослов до сите слушатели кои што се разбира ова вечер ќе слушаат емисијата Глас на вистината. Му благодарам на Господа затоа што Господ на вистина по неговата милост и благодат ни овозможи и оваа вечер да можеме се разбира да бидеме заедно во присуството Божјо и во благословот кој што Господ се разбира за овие 20 минути.